Душан Павловски е меѓу највозрасните занаетчии во старата битолска чаршија. Тој е кројач, има 85 години, а ентузијазмот не го напушта, па повеќе од половина век секојдневно го минува истиот пат од дома до дуќанот. Вели, ваква чаршијата со затворени дуќани и спуштени кепенци не ја памети. Има работа, но нема интерес кај младите за учење на занаетот. Јас сум тука од 74 година. Од 74 па еве 49 години. Чаршијата беше многу, немаше и дуќани, луѓето побарува, нема дуќани, немаше дуќани слободни за да му дадат. Јас си држев и помошници калфи тука. Ама ете сега нема, имам истакнато дека барам преку трудов да вработам. Замира старата битолска чаршија, која со векови беше еден од најзначајните занаетчиски центри во Македонија. Занаетите по кои Битола беше позната, денес се бројат на прсти, а и покрај големата невработеност занаетчии нема. Изумирањето на старите занаети е природен процес, но денеска не може да се најдат занаетчии неопходни во современото живење, ниту за потребите на стопанството, ниту за граѓаните. Секоја година се зголемува листата на занаети кои што изумираат. Порано чаршијата имаше многу занаети, занаетчи, се и џагур, луѓе низ чаршијата, гужва. Во поново време поради индустриализација, модернизација на општеството се измена. Покрај масовното исцелување и недостиг на подмладок во занаетчиството, состојбата драматично е влошена после ковид пандемијата и големата економска криза. Многу дејностите што веќе работеле како занаетчиите веќе се исцелуваат поради високата кирија. Исто така сега со економската криза, покачувањето на струјата, на работните материјали кои што им се потребни за да ги изработуваат производите, се повеќе од занаетчиите се иселуваат надвор од државата. Во моментот во Битола најмногу обстојуваат услужните дејности, фризери, бербери, кројачи. Од комората бараат поголема подршка за развој на занаетчиството, од кое во услови на голема безработица. Многу семејства можат да ја најдат својата екзистенција и колку толку да се намали бранот на масовното иселување од државата.